Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: што фактички денес се случува во светот и дали сме сведоци, дали присуствуваме на финална пресметка на една страна Ватикан, можеби британското кралско семејство и масоните блиски на Ватикан, персонифицирани преку Хилари Клинтон на изборите во САД некаде пред 3 месеци, и на друга страна Доналд Трамп и останатиот дел на масоните предводен од Владимир Путин и можеби Ангела Меркел, и како ќе заврши таа финална пресметка во светот. За тоа разговараме со Миролјуп Петровиќ, човек со една фасцинантна биографија, важи како еден од најголемите експерти на тие теории на заговор, човек кој е голем експерт за религија и за здраво живење. Вие велите дека ако нормално и здраво се живее, дека човечкиот просечен живот е некаде 120 години. Значи, биолошка старост човека е 120 година кога би поштовал закон и здравје. То значи живот у природи, рад у природи, конзумирање здраве хране, човек е по своја анатомiji билјоед. Ако hoćete da budete zdravi i jaki kao konj, jedite to što jede konj. Konj jede ova sječam, uveče potopite u vodu ova sječam, možete da ga jedete ujutru, stavite malo jabuka, kruška, šta hoćete. Велите дека човекот е биолошки вегетаријанец. Čovjek je po svojoj anatomiji i oblik zuba, i creva, i želudačna kiselina, kompletno anatomija. Ali mi to ne učimo u školima. Mi u školama učimo gluposti. I zato je nezdrava hrana vodeći uzrok bolesti i smrti u savremenom svetu, jer se ljudi naopako uče. Razumete? За себе вели дека е наследник на Скендербег. Неговите интервјуи имат фасцинантни бројки и прават вистински дармар на Балканскиот полуостров. Јас сам директни потомак Скендербега. То можемо историски да покажем. Сад објавили смо 2 книги кои о томе говоре. И уште еднаш, да ја повториме почетната теза или тезата на оваа емисија, што фактички се случува во светот. Каде е суштината на тој конфликт помеѓу Ватикан и масоните блиски на Ватикан и останатиот дел на масоните кои се против Ватикан, и дали конечно ќе го видиме Ватикан поразен на светската политичка сцена. Кои се тие две интересовни групи? Велите дека постојат две крупни интересовни групи. Едната стои за Доналд Трамп, втората стои за Хилари Клинтон. И дека тие ги реши изборите. Кои се тие две клучни интересовни групи кои функционираат не само во Америка, туку и во светот? Па тоа е еден сукоб интересни група кои постои вековима. Mi najbrže možemo da se vidimo, da odemo za vreme Francuske revolucije, kada je najstarija katolička ćerka, Francuska, potpala pod kontrolu masonerije. Tako da imate s jedne strane Rimsku crkvu koja hoće da obnovi Rimsko carstvo i da vlada svetom. Vatikan, znači? Znači Vatikan. Sad u okviru Rimokatoličke crkve postoji njihova armija koja se zove jezuiti. Znači jezuiti su armija Rimokatoličke crkve. Njihov vođa je jezuitski general. I oni imaju svoju ideologiju. Na sreću postoji jedna druga ideologija, masonska, koja se tome suprostavlja. Jer da nema masonerije, znate kakav bi svet bio? Svet bi izgledao kao Južna Amerika. Znate, dođu inkvizitori u Južnu Ameriku, tamo žive neki domoroci, ulete jezuiti, Rimska crkva, pobije, pokolje, nasilno preobrati u katoličanstvo i kraj priče. Znači iščeznu. I sad je cela Južna Amerika katolička. Tako je ovde, sad ovde imate... Stari civilizaciji kako Maji, Inki, to se oni počiste. Azteki i tako na tome i tako na tome. Tako, oni to počiste. Sad ovde ne može u Evropi to tek tako, zato što imate masoneriju, jednu drugu interesnu grupu koja se tome suprostavlja. Во оваа емисија ќе користиме делови од интервјуто со господинот Милан Видојич или големиот мајстор. Тоа интервју беше втората емисија од оваа сезона, некаде на почетокот на октомври, меѓутоа таму, а и во одредени други емисии кои беа следствено имитувани на програмата на Канал 5 телевизија во рамки на емисијата во Центар, ние отваравме суштински теми и тоа доведе до ова што денес се случува. Да го поставиме клучното прашање: кој ќе победи во таа борба на титаните помеѓу масоните и Ватикан? И вие сте сега начело на тој ред. Јесте, јас сам 130-ти мајстор по реду непрекинутом низу од Јована Еванđелиста. Па сам хиротонисан као епископ апостолske gnostičke crkve Антиохije, kao najstarije hrišćanske crkve koja živi i danas. Vatikan ima sve elemente Rimske imperije iz prethodnog perioda predhrišćanskog, jer je to jedan kontinuitet. Sada sakriven iza onoga što je hrišćanska religija. To je najveće preduzeće na svetu. To je najbogatije preduzeće na svetu. Zašto? Pa ne plaća porez. Pere tuđ novac. I Vatikan ima svoja tajna društva. Mi znamo za nekoliko koji su popularni, jel? Jezuiti kao najkontraverzniji,
Прва пауза за реклами. Останете со нас, погледнете и рекламите, се враќаме со втори дел на нашата вечерашна емисија. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Во овој манастир пред портите на Ватикан, Сан Джеронимо, во срцето на Рим, неколку години се криеше големиот лидер на историското ВМРО, Ванчо Михајлов, тој е оној хрватски католички језуитски манастир. Језуитите мокнели се. Знаете, за нас македонци тоа е интересно, бидејќи во оној језуитски манастир, кој е во склоп на Ватикан, постои една мала језуитска црква, кај што се овие хрватски језуити, хрватскиот језуитски ред, и дека во првите години на емиграција и на екзил, Ванчо Михајлов, значи еден од старите лидери на оно историско ВМРО, се криел тамо, во тој језуитски ред, во тој хрватски манастир, кој е во склоп на Ватиканската црква. Мокнили се језуитите? Како нису, па тоа е организација која постои више векова. Они имају своју банку, која се зове Институт за религиозни послове, таkozvana Ватиканска банка. Они штампају новца и имају колко хоće. Пазите, католичка црква не е поцепкана као православна. Ви имате православна српска, македонска, црногорска, бугарска, ова е централизована организација. Ви, например, у Америци, на западу, сваки католик плаќа 2% од својих примања у католичку цркву. И онда има привилегije велике. Разумете, тоа е моćна финансиска институција, имају своje медije, имају своje универзитете. Ви сте питали за изборе u Americi. Pa u Americi imate najviše katoličkih univerziteta. Clinton je završio filozofiju na najpoznatijem katoličkom univerzitetu u Georgetownu u Americi. Bill Clinton. Bill Clinton. Tako da oni imaju svoje medije, imaju svoje univerzitete, imaju svoju banku i oni rade svoj posao. Ако се језуитите најмокната структура во рамки на таа номенклатура на Ватикан, ако тие се клучни во медиумите, како што се виде на изборите во Америка и се клучни во образованието, ако тие се држава, ако начело на језуитите тој црн папа кој е многу помокен од белиот папа, тогаш е интересен фактор дека некаде во октомври е избран 31-иот генерал на језуитите, тоа е отецот Артуро Соса, кој со потекло од Венецуела. Сега има многу интересна ситуација. И белиот папа е со потекло од Јужна Америка, од Аргентина, и црниот папа или генералот на језуитите со потекло од Јужна Америка, односно од Венецуела. I danas najveći broj fakulteta i srednjih škola u Americi iz katoličke strukture upravljaju jezuiti, to nije tajna. Ali su sada prešli, upravljaju medijima. Ајде да видиме тоа што нас не интересира. На која страна е Македонија, меѓу језуитите и помеѓу масоните, или каде се распределени останатите балкански лидери, дали на страна на Ватикан или дали на страна на масоните кои се во војна или во конфронтација со Ватикан. Кај е конфликтот помеѓу Ватикан и помеѓу масоните? Велите дека тоа е еден исконски конфликт кој трае со векови, десетици векови наназад, и масоните и језуитите се во перманентен конфликт.
На една страна се језуитите кои сака да го обноват Римското царство, на другата страна се масоните. Ако видовме кои се језуитите, кои се масоните? Pa vi samo pogledajte koje su države pod kontrolom Evropske unije, odnosno Rimske crkve. Znači, uglavnom zemlje koje su u Evropskoj uniji, to su zemlje koje su pod kontrolom Rimske crkve, odnosno jezuita. Amerika, Velika Britanija i neke arapske zemlje, iako je u mnogim arapskim zemljama zabranjena masonerija, ali, na primjer, u Egiptu nije, u Jordanu nije, u Saudijskoj Arabiji nije. To su sve zemlje koje su pod kontrolom masonerije. Во Турција не е. Turska je takođe pod kontrolom masonerije. Pa vi kad dođete u Istanbul, ko da ste u Los Angelesu. Da nema onih starih džamija, vi biste mislili da ste u San Francisco. Значи, Европската унија или во најголем дел државите членки на Европската унија припаѓаат, значи, на Римското царство или на Ватикан и се залага за обновано на големо старо Римско царство. Овие што се надвор од Европска унија мок не држи ко Велика Британија сега, како Америка, како Турција, тие, значи, се поблиски до масоните. Tako je, s tim što, znate kako, masonerija ima svoje ljude i svoje političke stranke u svim ovim zemljama Evropske unije. Ali ovi masoni uvek mogu da pokrenu neke svoje ljude u Evropskoj uniji. Ko što ovi, ne znam, pokrenu Vanču Mihajlova ili kako se zvao taj VMRO, ovamo pokrenu Vantu Pavelića, ovamo pokrenu Hašima Tačija. Pa vi imate u Prištini najveću katoličku katedralu na Balkanu. Na Kosovu živi 2% katolika, molim se. 3%. Šta će tamo u centru? Tako da, oni... Дори имаше една приказна, се извинувам, дека Ибрахим Ругова, Добро. значи големиот косовски лидер, кој почина некаде пред 10 години, дека пред неговата смрт Tako, prešao u katolicizam. преоѓа во католичка вера и го доби името Петар. Нели се пишуваше по медиумите, никој тоа не го демантираше. Нели си умре човекот, остана да лебди таа тајна и таа мистерија. И тоа сите индикации велат дека на крајот од својот живот косовскиот лидер Ибрахим Ругова прешол во католичка вера. Pa, znate šta, koga plaća, on u tu veru pređe. Pa pogledajte vi Milo Đukanović, on je bio tamo veliko Srbi, ne znam ovo. Situacija se promenila, sad je on postao veliki prijatelj, crnogorska nacija protiv srpstva. Znači, političari su, znate kako, politika je prljav... Со кога е Мило Ѓукановиќ сега? On je pod kontrolom Rimske crkve i jezuita, naravno. Вашиот Александар Вучиć. Ja mislim da je on blizak masonerije, a ovamo pravi se prijatelj sa Evropskom unijom, tako da on ima dobre savjetnike, on je doktorirao, on je ko Šešelj učio školu, samo što je on Šešelja prevazišao daleko. Некаде пред една и пол година Жил Магалди ја напиша книгата Масоните, друштво со неограничена одговорност, која предизвика вистински земјотрес на светската политичка, бизнес и журналистичка сцена. Во таа книга тој кажува дека одредени крупни имења на светската политика се членови на одредени масонски ложи. Што е интересно, например, Ангела Меркел и Владимир Путин се членови на иста масонска ложа која се нарекува Голден Евроазија. Меѓутоа, што е уште поинтересно, овој лидер што е на ИСИС, кој се смета дека е главен во оние терористички акции во Париз, во Франција и во делови на Европа, Абу Бакар Ал-Багдади е исто така масон и е член на ложата Хатхор 5 Алфа. Тоа на некој начин фрла на сосема друга светлина на се оно што се случува во светот, на се оно што се случува во Сирија и дава една друга боја, друг колорит на сите тие настани. Рековте дека фамилијата Клинтон се во блиски релации со Ватикан и со овој језуитски ред, а тога значи дека Доналд Трамп е близок со масоните. Apsolutno, apsolutno. Мислите дека Доналд Трамп ќе има сила да го реформира тој состав? Не. Мислите? Он е еден од нив. Тој е еден од нив. Он е еден од нив, да. Всушност, Доналд Трамп не е еден од нив, бејќи тука станува збор за еден класичен конфликт или конфликт до истребување на две структури во врвот на трилатералата, врвот на илуминатите и во врвот на масоните. И сега е всушност битката за превласт, кој од тие две структури ќе победи. Трамп и неговата екипа сака да ги исчистат оние кои владее изминатите 20 или 30 години со светската политика и со светскиот бизнис. Кој е Доналд Трамп? Pa čovek koga su oni videli da je sposoban, da ovo omogućili mu da zaradi velike pare, pa ne bi Trump mogao da zaradi velike pare zato što je sposoban samo. To isto kao što Angelina Jolie ne može da bude poznata glumica zato što je lepa. Nego Angelina Jolie, kako ste gledali njen video, ona je javno priznala, tamo priča kako su je silovali njih 30-torica da bi joj omogućili da uđe u jet set i da postane poznata glumica. Tako vi ovde odradite, vi ste
Hašim Tači, vi ste Donald Trump, vi ste, ne znam, tamo neki političar iz Makedonije, oni vas procene da ste podobni, vidi, mi ćemo da ti pomognemo da zaradiš pare, da šta hoćeš. I sad je došao trenutak kad su oni rekli, vidi, nemamo čoveka, treba neko da bude čvrsta ruka da povede Ameriku protiv ovih, mi sa njima, sa jezuitima pregovaramo, oni nam zabiju nož u leđe. Излезе минатата година една книга кај што вели дека овој водачот на ИСИЛ, Ал-Багдади, дека е масон. Od Joele Magaldi je napisao knjigu Masoni, društvo sa neograničenom odgovornošću. Добро, овој водачот што е на ИСИС. I on u toj knjizi otvoreno kaže da je Bagdadi u toj masonskoj loži, tačno citira, što je očekivano. Jer pogledajte, islamska država, oni ratuju protiv Hamasa i Hezbolaka. Znači nisu svi muslimani isti. Ovo je finansira jedna interesna grupa, ove finansira, jer pazite, ovi finansiraju Hezbolah i Hamas, ovi kažu, čekaj, sad ćemo mi da nađemo neke naše dijabolike koje ćemo mi da finansiramo. И ако се тоа го ставиме во еден контекст и го погледнеме низ призмата на тој конфликт помеѓу Ватикан и масоните кои се против Ватикан на друга страна, тогаш и случувањата во Сирија имате на сосема друга димензија. Тогаш е многу јасно зошто овие структури на ИСИС најголем дел од својата енергија потрошија на рушење на оние католички или христијански споменици на територијата на Сирија, на територијата на Ирак и околните простори. И затоа се уништува Сирија. Tako je. Зашто треба да се докаже Staroramejski jezik mora da se uništi. Тоа се уништува Сирија. Бијќи таму е колевката. Oni su morali da sruše mnoge, to isto bilo sa Irakom. Ako se sećate, ja mislim tamo bilo oko 8% ljudi koji su bili katolici. Sve su ih proterali. Šta je sa Sirijom? Svi su proterali. Ko se buni protiv toga? Niko. Пред околу 2 недели Джордж Сорос напиша колумна за Project Syndicate, кај што дава неколку фасцинантни тези кои се однесуваат на еднината на светската политика, на еднината на Европската унија и на таа борба на титаните на Ватикан и масоните кои се против Ватикан на една или на друга страна. Колумната завршува со една теза која е поприлично опасна, кај што вели дека поради мигрантската криза Европската унија е на работна пропаст и дека постои опасност Европската унија да ја снајде истото сценарио што му се случи на Советскиот сојуз на почетокот на 90-те години. Тоа значи дека Сорос смета дека после неговата елиминација и дека после пропаста на групацијата кај што тој членуваше и беше еден од фронтмените, Европската унија се наоѓа на работна пропаста. Значи од 40 земји. Tako je. Првенствено муслимански земји. Sve muslimanski, ne prvenstveno. Nego dolaze ljudi iz Indonezije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, iz Alžira, Maroka, iz čitavog sveta. Значи, највеća европска превара е да се ради о мигрантима из Сирија. И тие треба да бидат населени во делови или во држави на Источна Европа. Тако е. И да бидат 10 до 15% од населењето во овие држави. Знаете ли колико е то? Близу 40 милиона људи. Ради се о jednoj структури људи која htela да исламизира Балкан, односно добрим делом да увуче избеглице у делу Источна Европе где нису били. Кон средината на 40-те години на минатиот век постоеше проект Гладио. Тоа беше проект на ЦИА за зачувување на Италија да не потпадне во комунистички раце. Денес сме сведоци на постоење на проект Гладио 2, во чија суштина е можноста да биде растурена Европската унија. Проект или план Гладио формира некаде 40-тите години, после Втората светска војна. И велите дека тој проект Гладио и денес се случува во светот. И дека тој проект Гладио за кој сите сме сметале дека е архивиран и ставен во некои историски фасцикли или папки, денес се повампирува во наводници и се реализира во еден голем дел на Европа. Што е проект Гладио? И што денес од тој проект Гладио се реализира? Проект Гладио je nastao zbog situacije u Italiji posle Drugog svetskog rata. To je projekat američkih obaveštajnih službi. Ovo je Gladio 2. Da, to je mnogo opasna operacija. Gladio 2. Šta je njen pravi cilj? Rušenje Evrope. Пред неколку минути кажавме дека Владимир Путин исто така масон и е член на она масонска ложа со име Голден Евразија. Меѓутоа, по својата колумна Джордж Сорос на тема Путин има доста категорични стојалишта. Вели дека во Холандија, Франција и во Италија ќе се случат одредени избори, одредени референдуми и дека во Франција двајцата потенцијални избраници или можни председатели се луѓе блиски на Путин и дека тие се желни да го успокојат. Значи да го направат Путин еден од господарите на Европа. Кој да победи во Франција, вели Сорос во таа своја колумна, тоа значи дека доминацијата на Путин во Европа ќе биде неоспорлива.
To pokazuje дека George Soros се плаши од таа врска помеѓу Доналд Трамп на една страна и Владимир Путин на друга страна, дека всушност очекува дека ќе може да се случи на Нова Јалта, кај што повторно ќе бидат распределени сферите на влијание или сферите на интерес помеѓу Америка на една страна и Русија на Путин на друга страна. Пемо таа книга вела дека Путин, пише дека Путин е член на масонска ложа. Naravno da je Putin, pa nikada on ne bi mogao, on je bio tamo neki službenik KGB-a i sad odjednom postao predsjednik Rusije. Pa pogledajte vi, oni su celu rusku ekonomiju privatizovali za 10 milijardi dolara. Pa znate koliko košta samo ruski nalazi nafte i gas? Sad sve to vode neki biznismeni. Preko noći. Ušli u tajno društvo, ti ćeš batu da kupiš ovo, ti ovo. Šta mislite da je Putin ima vlast nad Rusijom? Читав некој ваше интервју кај што велите дека и структурата на Кремљ личи на масонска структура. Pa vi samo uđite na internet pa pogledajte kako izgleda onaj Kremlj tamo gde stoji Putin, ono iznad njega. Mislim, ceo ambijent, oni stubovi masonski, pa onda imate piramidu, sve videće oko, sunce. Cela koreografija je masonska. Ali pazite, vi masonsku koreografiju možete vidjeti u katoličkim crkvama. Jer to su okultni simboli koje koriste sve okultisti. Znači, vi imate i među katolicima, rimokatolicima okultiste i među masonima. I oni koriste slične simbole. Ili jedno i drugo su okultistička društva. Тамо кај што е нафта, тамо се масоните. Затоа не треба да ве чуди, почитувани гледачи, дека Путин влегува во сириската криза, дури откако Башар ал-Асад му ветува дека сириските нафтени полиња ќе им бидат ставени на располагање на Русија и на Путин лично. До тогаш, со тие нафтени полиња во Ирак и во Сирија, функционираше, располагаше или беше газда структурата на ИСИС. Дури од кога на Путин му беше ветено дека тој ќе биде газда на тие нафтени полиња, влезе во конфликтот во Сирија. А ви имате теза дека всушност русите и американците цело време заедничко делуват и заеднички се договарат. Apsolutno. Oni kao bojagi, pa isto i Turska. Kao Turska u sukobu sa Rusijom. Razumete? Pa ne znam, Rusija u sukobu sa Amerikom, kao bojagi. Vi kad pogledate ceo styling Putina, to ne mogu Evropljani nikada napraviti. To se vidi da je američki styling. Russia Today, svi ovi ruski mediji. To se vidi da je to američka produkcija. To Rusi nikad, znate ste, Amerikanci razrađuju medije i sisteme manipulacije, mislim masonerija generalno koja kontroliše i Britanci, oni to rade vekovima. Sad će Rusi, da dođe tamo neki Rusi da se nauči da vodi televiziju, pa tu treba infrastruktura, tu treba pare, tu treba znanje, tu treba milion stvari, tu treba iskustvo. I onda oni naprave Putina, su njihov igrač, on sve je fino, ali pazite, ne može ni Putin da sedi na dve stolice. Kad su napali Ruse u Ukrajini, nije mogao Putin da sedi skrštenih ruku. On onda mora da ih brani. I odmah ovi njima sankcije, Evropska unija i ovo ono. Tako da ne mogu ni oni mnogo da glume, razumete? Tako da mi sad idemo ka Trećem svjetskom ratu, kad kataklizmi stravičnih razmera. Како Ватикан ја прави Албанија и како ги користи албанците заедно со таа демократска структура на масоните, блиски на Демократската партија на Америка, ги користат албанците, ги користат структурите на УЧК, ги користат одредени албански луѓе кои се со потекло од овие простори, а се сега високо во номенклатурата на одредени држави на Балканскиот полуостров, да прават одредени нестабилности и тие да ги користат во функција на својата политичка доминација. Колку денес се голема мокта на Ватикан? To je najjača institucija na svetu. Vatikan je najjača institucija na svetu. Masoni kontrolišu znanje, manipulaciju, a ovi kontrolišu silu, ovi kontrolišu ljudstvo. Znate, vi kad kontrolišete vi kontrolišete celu Južnu Ameriku. Mogu masoni da imaju u Južnoj Americi neke svoje političare koje finansiraju. Ali narod Južne Amerike, oni su svi za papu. Papa sad kad bi izdao proglas i kaže predsednik Brazila nema podršku Rimske crkve, svi katolici u Brazilu ne moraju više da ga poštuju. To je automatski značilo da ovaj pada s vlasti. U sekundi. Dobro, a kada, na primjer, Vatikan го наоѓа својот интерес да стои за Албанија? Велите дека во Албанија е доминантна мокта на Ватикан. Kada je ta vrska? Pa evo, pogledajte, mi smo sad je završen prevod knjige Bitka za opsada Skadra 1478. koju je pisao katolički sveštenik Marin Barleti. Pazite, katolički sveštenik Marin Barleti piše u toj knjizi, on je pisao i biografiju Skenderbega, koju ćemo isto sada prevedemo. U toj knjizi Opsada Skadra.
1478. Pazite, to je pre koliko godina? Razumete? Pre više od 500 godina. 5-6 veka. Razumete? Tu se nigde ne spominje reč Albanija ni Albanci. Spominje se Epir i Epirci, Makedonija i Makedonci. Taj deo što je danas Albanija, to se nekad zvalo Makedonija ili Epir. Međutim, rimokatolička crkva je bila, njoj je u interesu bilo da stvara nove nacije. To vam je kako što su masoni napravili tamo u Kuvajtu. Irak je bio država, bogata naftom, najbogatiji deo Iraka koji je bio sa naftom je bio Kuvajt, pokrajina Kuvajt. I oni dođu i okupiraju Kuvajt i dođe Sadam Husein i kaže šta je, razumete, tako oni stvaraju kao što su stvorili kuvajtsku naciju, vamo rimska crkva stvara albansku naciju. Razumete, Albanci ne postoje kao nacija, pa pogledajte Skenderbeg je pisao ćirilicom. Nigde ne postoje albansko pismo u 15. veku kad je, oni svojataju. Ali pogledajte, albanski prevodioci iz 19. i 20. veka su u knjigu Opsada Skadra, svuda da piše Epir i Epirci, Makedonije i Makedonci, prevodili kao Albani i Albanci. Турски генерали кои имаат албанско потекло, значи потекнат од овие простори, според Југослав Петрушич, беа главни во пучот кој некаде пред половина година требаше од власт да го симни Тајип Ердоган во Анкара. Дури турските медиуми излегоа со информација дека во најголем дел меѓу уапсените генерали се наоѓаат албанци кои се со потекло од овие простори. Два албанска генерала pouzdano imam izvore da su učestvovala u organizaciji ovog vojnog puča. Албанија е направена под диктат на Ватикан 912 година да биде брана на доаѓање на христијанството на Отранската врата. Da li ovi ljudi koji su pokušali da izvrše državni puč u Turskoj su pripadali nekoj drugoj religiji? Po meni jesu. Iako su oni Turci. Iako se mole u islamu i tako dalje i tako dalje. Možda pripadaju nekome drugom. Koreni svih naših problema leže u našoj istoriji, odnosno u onome ko smo mi. Главен играч во нашата политичка криза беше Џорџ Сорос и неговите структури или структурите кои тој ги финансира на Балканскиот полуостров. Кога станува конкретен збор за Република Македонија, тука се двајцата браќа, едниот Васелими и вториот Населими. Едниот живее во Њујорк, вториот живее во Република Македонија во Скопје. Тие подпомогнати од лицето ВС Рачини, всушност работеа на дестабилизација на ДУИ и евентуална дестабилизација на ВМРО ДПМН. Всушност тие се заслужни за резултатот кој беше постигнат на изборите на 11 декември. Сега се работи на нов проект, на чело на тој проект е господјата Кристина Силвија, таа работи во Њујорк и ги чека резултатите на формирањето или неформирањето на македонската влада за да може да се види по кој правец ќе се одвива и реализира целиот проект. Они митот го градат на Скендербек, например. Добро. А сите историски траги, историски докази говорат дека Скендербек не само што има христијанско, туку има и словенско потекло. Pa pogledajte, rođeni brat, najstariji brat, rođeni brat Skenderbega Repoš je bio monah u manastiru Hilandar. On je tamo sahranjen. Skenderbegov otac takođe je sahranjen u Hilandaru u manastiru. Jovan. Jovan. Skenderbeg je sahranjen pored crkve Svetog Petra u Lješu, pravoslavne crkve. Koga to zanima? Ko se bavi istorijom? Ko se pravi една димна завеса. А нема подобра димна завеса од историјата. Tako je. Значи се прави одредена димна завеса, тоа е најчесто историја. Се земат одредени историски символи. Се билда егото на нацијата. Се прават фрустрации кај нацијата и се прават одредени хистерии кај нацијата. А позади тоа се прави криминал. Криминал со дрога, кокаин, хероин, белоробје, трговија со човечко орган. И тоа се случува во Косово и Албанија, нели? Сите извештаи што се на Дик Марти, сите извештаи што се од Брисел и од Вашингтон говорат дека таму се прави една многу сериозна мафијашка структура. Pa znate, oni kažu tu se pravi, kako vi rekao ste, seriozna mafijaška struktura, ali oni ništa tu ne rade. Razumete? Znači ovde ima u ovom podrumu imaju miševi. Значи они зборат, а ništa ne rade. всушност вака гледат. U ovom podrumu imaju miševi. Pa što neko ne donese mačku u podrum da razjuri miševe? Neće oni da dovedu mačke. Nego će da hrane miševe da bude... Значи они користат албанска конјунктура, им се главен стратешки играч на Балканот и го користат тоа како можност или како опција за правење на големи црни пари. Со тие црни пари после финансираат се и се што. Tako je, ali pazite, ko je za to kriv? Za to su krivi ljudi koji žive na teritoriji Epira i Makedonije i Srbije, koji su dopustili da se ta bolest širi. Jer mnogi dobri, imate vi dobre Albance, ali dobri Albanci se
eliminišu, a finansiraju se kriminalci. Вие направите споредба на Албанија со Кувейт. Tako je, tako И видите како што тоа се случи во Кувейт, кога дојдоа масоните, дојдоа британците, и им рекоа на одредена локална група криминалци направите држава за да може да ја контролираат нафтата. И Кувейт се одвои од Ирак. Подоцна Садам Хусейн или ја заврши својата кариера со таа прва инвазија на Кувейт, што беше направена 1991 година и беше трнат од политичката сцена. Тоа значи се случува и на случај на Косово. Значи се одредена група на криминалци, од нив се прави политички фактор. А чекайте, кој е за то крив? Кој е крив што е у Ираку формирана кувејтска држава? Крив е Садам Хусейн и негови претходници кои su to допустили. Што у Израелу неко не направи од Јужног Израела неку нову државу? Zato što su Jevreji složni. Zato mi od Jevreja možemo puno da učimo. Kako su oni složni, kako se oni bore, kako koriste sva sredstva da opstanu, kako ulažu u porodicu, kako ulažu u dijasporu. Aj vi napravite na teritoriji iz izraelske države tako neku novu naciju. Nema šanse. Имате одредена теза која веројатно ќе предизвика реакции кај албанскиот дел на македонската гледачка публика, тоа е дека не само Скендербег, туку ја велите дека и Лека Дукаџини, значи оние закони на Дукаџини кои се сметат како, ајде да речеме, свето писмо кај албанската јавност, не само во Албанија, туку и овие територии кај што живеат албанци на Балканот, дека има српско потекло или дека има словенско потекло. На што го темелите тоа, на што е базирата таа ваша теорија? Pa pogledajte, treba samo da pogledamo istoriju. Ja nemam ništa protiv Albanaca kao Albanaca. Znači, ja govorim o naučnim činjenicama. Pa pazite, ja znam 26 kolena unazad ko su mi bili preci. Moje dve čukumbabe su bile Albanke. Oni su bile malisorke, znači Albanke katolkinje. Ali u stara vremena biti katolik i pravoslavac nije bila neki, jer oni su se jedni drugi borili protiv Turaka, koji su bili okupacije. Tako da ja volim, kad negde igra Albanija fudbal, ja navijam za Albance, za Albaniju, zato što je to Epir, to je stara Makedonija, to je stara Srbija. Ja volim, ja kad god negde igra Albanija, ja sam teo da naučim albanski jezik. Razumete, zato što ja kad odem u Kroju, gde je moj čukunđed Skenderbeg, ja sam direktni potomak Skenderbega. To možemo istorijski da pokažemo, sad su objavili smo 2 knjige koje o tome govore. Ja sam iskučao Drekalovićem. Znači, Leka Dukadžin, kad pogledate ko su bili njegova braća, njegovi sinovi, kako su se zvali, to su bili Nikola, Pavle, potomci Leke Dukadžina su ovi Bjelopavlići, jer od njegovog sina, neki smatri unuka Bjelopavla, su od Bjelopavlići, od Pipa su Piperi. Дури некои историчари одат чекор понатаму велат дека тие закони на Лека Дукаџини всушност ги има преземено италијанската мафија, сицилијанската мафија или ова калабриска мафија и таа функционира врз база на тие закони или тие правила на Лека Дукаџини. To pričaju ljudi koji ne znaju Sveto pismo. Pa ti zakoni u kanonu Leke Dukadžina, to su biblijski zakoni. Zašto su Albanci dugo ostali složni i ujedinjeni? Zato što su se držali tih zakona. To su zakoni jake porodice. Pogledajte vi u kanonu Leke Dukadžina. Žena je oslobođena svih poslova. Onda ona može da rodi 10 dece. Ona ima sluškinje u kući. To je bilo nekad i kod Albanaca. Albanci su sad postali Amerikanci. Sad Albanci neće se žene, skitaju, ćerke šalju na ove ateističke škole i tako dalje. Tako da će Albanci tu da nestanu. Znači, dokle god se Albanci drže kanona Leke Dukadžina. Jer kanon Leke Dukadžina u stvari kanon Skenderbega. Razumete? To je Skenderbega, a to je u stvari biblijski zakon. Vi kad uporedite Dušanov zakon i kanon Leke Dukadžina, to je isti zakon kao i biblijski. Znači, oni su nekad živjeli kao braća, koristili biblijski zakon i bili jaki. A onda su došli ovi kriminalci od ozgo, finansiraju najgore teroriste među njima, koji cepaju narod, ubijaju između sebe, prodaju drogu, otvaraju svoje ateističke škole. Znači, svi potomci Ilira treba da otvaraju ilirske škole, biblijske škole, božje škole i da našu decu učimo da budu kao što je bio Skenderbeg, kao što je bio Leka Dukadžin, kao što je bio car Dušan i drugi, Aleksandar Makedonski i tako dalje, iako Aleksandar posle zastranio, pa je zato kao mlad umro. Znači, Aleksandar je imao velike predispozicije. To je bio veliki junak. По трет или по четврт пат во оваа емисија ве повторувам главната теза, почитувани гледачи, дека ово што сега се случува во светот е класичен судир до истребување помеѓу Ватикан на една страна, масоните блиски до Ватикан на друга страна и масоните кои се против Ватикан на трета страна.
Кој ќе победи во тој конфликт кој ќе владее со светот во наредните 20 или 30 години? Доналд Трамп всушност сака да ги стави на одредена осуденичка клупа масоните кои му помагале на Ватикан и ги направи сите овие војни, не само на Балканскиот полуостров, не само расторањето на Советскиот сојуз, не само паѓањето на железната завеса, туку и арапската пролет. Во тој конфликт ќе има луѓе кои ќе завршат своја политичка кариера и луѓе кои ќе бидат унапредени во својата политичка кариера. Меѓутоа суштината на тој конфликт е кој ќе владее со светот и со светското богатство. Каде е конфликтот на евреите со Ватикан? Па тоа е откад постои свет. Откад е формирана, да кажемо, католичка римска црква у соседиштем у Риму, настапа стравичен прогон јевреја. Јевреи су и пред тога били прогањани не од стране христијанske цркве, него од стране идолопоклоника пагански римски држави. Али они су од стране римске цркве били прогањани кроз целу историја. Што е Вирџинија друштво? Вела дека Вирџинија друштво е многу мокно, дека зад него стои британската кралица и дека британската кралица го поклонува на Ватикан. Вела дека тоа е всушност кичмата на финансиското функционирање на светот, дека дел од тие пипци се наоѓаат во лондонски сити, дека се таму 12 банки, најмокна банката на Ротшилд, повторно британската кралица, и се враќаме на приказна дека 1000 мокни семејства кои водат потекло од Вавилон, кои се стари 10, 15, 20 века и денес владеат со светот. Опасност од јеврејске лихварске, односно банкарске заеднице Европе е у Европи идентификована још у 13 веку, каде е било првих монетарни потреса у Европи, каде су многе државе Европе банкротирале јер нису могли да враќају позајмљене пари. Зато су измеѓу осталог уништени и темплари. Француски кралј nije mogao da vrati pozajmljene pare od Templara, prvih modernih bankara, kako se kaže, novog doba, shvatio je da je mnogo jednostavnije da poruši templarski red nego da vrati dug. Има два клучни играчи кои се главни во оваа македонска политичка криза. Едниот од нив е министерот за надворешни работи или државниот секретар Џон Кери, кој е претпоставен американскиот амбасадор во рамки на Република Македонија. На почетокот на 2015 година, значи пред да почне македонската политичка криза, тој дава она изјава дека Србија, Косово, Црна Гора, Македонија, како и делови на Молдова, односно Приднестровје и Грузија, се таа линија на огнот помеѓу Америка и помеѓу Русија. Кога ќе погледнете биографијата на господинот Кери, тоа све ќе ви стане јасно. Неговиот дедо бил евреин со потекло од Австро-Унгарија, значи неговиот дедо и неговата баба се евреи со потекло од Австро-Унгарија. Неговиот татко е веќе католик. Тоа значи дека тие преминуваат во Америка и конвертират од еврејска во католичка вера, а неговата мајка е член на одредена католичка секта. Од тие причини господинот Кери толку ги мрзи евреите, бидејќи потекнува од нив. Знаете, тоа на приказна за еничарите. Еничарите се секогаш поголеми турци од самите турци. И тој е всушност главниот играч кој прави политичката криза во рамки на Република Македонија и директно се конфронтира со Русија и со структурите на Мосад. Втората клучна личност е госпоѓата Медлин Олбрет, која беше државна секретарка или министер за надворешни работи. Има одредени индикации дека пред 3 месеци за време на својата посета на Вашингтон, Никола Груевски имал 2 сатна средба со госпоѓата Олбрет, кај што биле скицирани одредени работи. Вела дека Груевски ги почитувал тие работи кои се договорени со Олбрет, што не може да се каже за втората страна. Има една исклучително интересна биографија госпоѓата Олбрет, кај што вели дека незината мајка и баба потекнат од еврејска култура, дека таа било римокатоликиња, а дека сега е членка на одредена католичка секта. Родена е во Чехословачка, значи во Австро-Унгарија, еврејка со потекло од Австро-Унгарија, исто како што е потеклото и на господинот Џон Кери, и дека емигрирале во Америка некаде 37-48 година во тој временски период. И тоа само е потврдува на теза дека всушност еничарите се најголеми турци, дека тие што биле евреи или имале еврејско потекло и подосна преминуват во таа римокатоличка вера, сега се главните лостови на таа битка на Ватикан против евреите. Зато природно евреите припаѓаат на масоните или се главни во таа масонерија светска? Па знате шта, евреи кои хоće да се бават тим неким закулисаним радњама, они иду у масонерiju. Тоа е и zato jezуити optužuju, kažu judeo-masonерија. Пазите, масонерија е отворена за свакога. Ко што е и католичка црква отворена за свакога. Разумете, човек е био, не знам, православаc, хиндуиста, преđe u katolicizam, никаква проблем nije, ко да су ти сви предци били католици. Тако исто у масонерiji. Нема у масонерiji
Jevreji, Srbi, Makedonci. Ko će da prihvati taj sistem vrednosti, da ima privilegije, izvoli, učlani se, moraš da budeš sposoban, ne može svako da bude mason. Mora da bude da ima biznis, da ima znanje, da bude sposoban čovjek, ne može čistačica da bude, ili čovjek zaposlen u državnoj službi, da bude član masonerije. Dobro, Sonja Petrović, Makedonija je pod kontrola na Vatikan ili pod kontrola na masonite? Pa u Makedoniji postoji borba. Vi tačno kad vidite koju političku opciju podržava Evropska unija, odmah znate da je ta opcija pod kontrolom jezuita. Znači Vatikan. Tako. Во интервјуто за Дневник од пред една недела, Никола Огревски го посочува Џорџ Сорос како главен играч на тие подготовки за политичката криза во рамки на Република Македонија. И како што вели во тој интервју, во таа функција тој имал средби и разговори со премиерите на две земји. Едната земја членка на Европската унија, веројатно многу блиска на Ватикан, а може би Ватикан се наоѓа на територијата на таа држава, и втората земја е земја која не е членка на Европската унија. Знаете, кога ќе видите кои земји не се членки на Европската унија во Европа, во оваа средишна Европа, тоа може да е Косово, може да е Албанија или некои слични држави. И всушност структурите на Сорос биле ставени во функција токму од овие две држави. Интересно е дека втората сопруга на Еди Рама, господјата Фицо, која живее во Њујорк, е една од главните играчи на Сорос за реализација на стратегијата за предизвикување политичка криза во рамки на Република Македонија. Исто така интересно дека господинот Бушити, кој е министер за надворешни работи на Албанија, бил шеф или координатор на структурите на Сорос во Албанија. Se podsjetimo da je Soroš, njegov pravo prezime je Švarc i da je on iz Mađarske, Hazar, i da je bio saradnik nacista. On je u stvari ratni zločinac, jer je učestvovao u pljački imovine Jevreja ili Hazara, koji su inače došli u Mađarsku zajedno sa Mađarima u 9. i 10. veku. Tako da je cela Mađarska i Orban, predsjednika Mađarske, Hazar, je apsolutno pod kontrolom Hazara i oni ne dozvoljavaju da Mađarska postane islamizovana, jer oni imaju nameru tu da dođu i u sklopu toga su njihove pretenzije prema Vojvodini. Zbog toga je Soroš pustio korene tu jer mu je to mirna baza, tu ga niko ne dira. Tu kontroliše i Mađarska obaveštajna služba, kontroliše celu Mađarsku državu i to mu je baza za delovanje i prema Rusiji i prema Balkanu. Тие наводи Џорџ Сорос ги потврдува на свој интервју текот на 90-тите години, веќе може да проследите дел од тој интервју. Меѓутоа денес е интересен фактот дека неговата родна Унгарија всушност размислува или е пред сама одлука да им се заблагодари и да им го откаже гостопринството на сите Соросови структури на територијата на Република Унгарија. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Како Ватикан ги формираше титовите комунисти, како Ватикан ги формираше усташите, како две своји главни лостови упоришта за рушење на масонска Југославија од времето на Караѓорđević. Како е формирана Титова Југославија, кој е всушност Тито, постојат многу шпекулации, постојат многу контраверзии. Вие сте еден од овие водечки или теоретичари на овие теории на заговор. Што според вас представуваше Титова Југославија, кој беше Тито? Pa ako znamo istoriju sukoba, istoriju pozadine sukoba, ako znamo ko je bio u pozadini Francuske revolucije, krajem 18. veka, znači ista priča se vodi i u Prvi svjetski rat i u Drugi svjetski rat. Nije sukob u Prvom svjetskom ratu bio između Austrougarske i Srbije, nego između masonerije i jezuita, jer su jezuiti hteli da se šire na istok i da zauzimaju državu koja je bila pod kontrolom masonerije. A Karađorđević su bili masonski ljudi.
dok je Obrenović bio u dobrim odnosima sa Bečom, pa su ga ovi likvidirali. Znači, vi ste imali masonsku državu Jugoslaviju, nisu Karađorđevići stvorili Jugoslaviju, nego masoni. Karađorđevići su samo bili izvođači radova. Znači, komunistički i ustaški pokret su bila dva pokreta glavna koji su bili finansirani da se ruši Kraljevina Jugoslavija, masonska tvorevina. Nešto su oni mrzali Srbe, nego to im je ideološki neprijatelj. Значи, вие сметате дека усташите на Анте Павелич и дека комунистите на Јосип Броз Тито се формирани од Ватикан и дека се под контрола на тие езуити. Така ли да ве разберам? Pa tako, pa pogledajte ko je bio najveći neprijatelj Kraljevine Jugoslavije. Ustaše i komunisti. Значи, Ватикан. Pa Vatikan. Значи, Ватикан... Neće masoni da stvaraju organizaciju koja će da ruši njihovu državu. Значи, бидејќи Кралството Југославија е масонска творба, Tako je. формирана некаде 1918 година. Tako je. На чело се носат Караđорđevići кои се масони, меѓутоа се извршители на работите, како што велите. Oni su izvršioci rada, oni su radili za masoneriju. Значи, Југославија е масонска творба. И то на Ватикан. I jedna i druga. И то на Ватикан нема одговара. Pa Vatikanu nije odgovarala prva Jugoslavija, jer je bila potpuno pod kontrolom masonerije. И сега која ја разглобим ова ваша теза дека Ватикан стои зад Тито и партизаните, Ватикан стои, односно комунистите, Ватикан стои зад усташите, тогаш има логика дека партизаните и усташите воопшто не војувале во текот на Втората светска војна. Nikada komunisti, partizani i ustaše nisu ratovali. To je laž. Komunisti i ustaše su sarađivali svuda. Oni koji su ratovali protiv ustaša su bili četnici. Nigde komunisti nisu ratovali protiv partizana. Ajde da vidimo koju bitku su. Pa oni su falsifikovali sve bitke koje su četnici vodili protiv ustaša, primenjivali za sebe, za komuniste. Pa pogledajte vi gde se vodila bitka glavna, gde su komunisti vodile bitke. Oni su vodili bitke tamo gde su Srbi, gde su bili četnici. Zašto se bitke nisu vodile za Jasenovac? Zašto komunisti nisu oslobodili Jasenovac? Jasenovac je radio i posle kapitulacije Nemačke. To nije interesovalo komunisti, jer su komunisti isto, razumete, bili jezuitska опција. Одиме да ги провериме тие стојалишта дека масоните и партизаните никогаш не војувале во текот на Втората светска војна и дека постоел прекјутен договор помеѓу Титовите партизани и усташите на Анте Павелич. Во функција на таа теза, ние го отвараме прашањето на тие мартовски преговори помеѓу германците и усташите на една страна и Титовите партизани на друга страна, кога главната Титова структура предводена од Велибит, Коча Поповиќ и Милован Джилас одат во Загреб, значи во усташкиот Загреб на кватерник и Анте Павелич, преговараат со германците, преговараат со усташите и ослободат од усташкиот затвор Титовата сопруга Херта Хас, со која го има добиено или која му го има родено синот Миша Броз. Имате ли логика зошто Тито праќа тројца од своите 5 или 6 најблиски соработници на преговори во Загреб? Знаете, тој е кремот на екипата околу Тито. Тамо не е Ранковиќ, не е Карделј, например. Меѓутоа е Джилас, меѓутоа е Коча Поповиќ, Владимир Велибит. Владимир Велибит, велите, најклучен дипломат на Тито. И во текот и по Втората светска војна. Коча Поповиќ, легендарен командант. Подосни министар за надворешни работи. Например, Джилас, веројатно да не го направеше тоа што го направи, ке беше природен наследник на Тито, веројатно најсимпатична личност или личност која Тито ја гледаше можеби како свој наследник. Тие тројца одат во Загреб. Добро, се враќа. Коча Поповиќ, меѓутоа заминуваат и ги водат тие преговори. Нормално ли е Тито тројцата своји најблиски соработници да ги прати во Загреб? Očito su razgovori bili vrlo važni. Očito je ono što je trebalo dogovoriti u Zagrebu bilo važno, ali to se vidjelo i konačno po donekle onome što Velebit piše. Prvo, izlazi Titova žena iz Herta Haas, koja je bila ovdje u komandanturi. Imate tu scenu koja doduše nije u knjizi, ali nije u Velebitovom tekstu, ali jest u mom tekstu, o čemu je Velebit često poslije govorio, da se Herta Haas zgrožena kad je ugledala Velebita u komandanturi grada u Zagrebu, pravila da ga ne pozna i kad joj on prvo vrijeme nije mogao uopće objasniti da je slobodna i da odlaze na slobodni teritorij i da izlazi iz zatvora. I s druge strane, sasvim sigurno da ovaj saziv, odnosno ljudi koji su bili poslani, je trebao doduše pokazati s jedne strane, rekao bih manje strane, da se u partizanskom pokretu nalaze ozbiljni i educirani ljudi, kao što su njih trojica bili, bilo po školovanju vani ili znanju jezika,
ali očito i da su ti razgovori trebali jamčiti, dakle da je Tito jamči nešto njemačkoj strani što ne može jamčiti nekakav niži ili običan partizan. Herta Haas je majka na Titovio sin Miša Broz. Tako je. Останала Титова сопруга до некаде крајот на Втората светска војна, после доаѓа Даварјанка Пуновиќ и после доаѓа Јованка Broz. Меѓутоа, значи суштината, сршта на тие преговори, освен они политички дел, излекување на Herta Haas од затвор, тогаш веќе го има родено Миша Broz, нели тој е 40-та година роден. Така е. Значи таа со мало дете се наоѓа во затвор некаде 2 или 3 години. Herta Haas je bila zvana, poslije je Tito zvao Hertu Haas, nakon što je Davorjanka 46. godine umrla. I ona je bila šokirana kada je došla u partizane i srela novu ženu na njezinom mjestu, a nije htjela biti broj 2 ili biti uz nju tada. Ona je bila majka Miše Broza. Miša Broz je rođen ovdje u Zagrebačkoj bolnici Merkur i Velebit je bio taj koji je nosio cvijeće odmah po rođenju, pa su mnogi mislili da je Miša Broz zapravo Velebitov sin, iako je bio Tito nije došao samo u bolnicu. Потврда на тезата дека господинот Велебит и генералот Хростенау биле високи функционери на масонските ложи во Германија и тогашна Југославија бараме во книгите на господинот Зоран Ненезич, кој е најдобар масонолог или најпознат масонолог не само на просторот на поранешна Југославија, туку и на целиот Балкански полуостров. На страна 647 тој го опишува тоа што се случува во текот на тие мартовски преговори 1943 година и потенцира дека генералот Хростенау бил член на германската масонска ложа. Во истата книга, меѓутоа на страна 26, господинот Ненезич вели дека и во Титова Југославија постоела голема ложа на Југославија, на чие чело во првиот мандат бил Иван Рибар, а подосна бил Мирослав Крлежа, значи двајцата најблиски соработници на Јосип Броз Тито после 45 година или најблиски пријатели, и вели дека во таа ложа член бил и господинот Владимир Велебит, како и останатите високи функционери на Титова Југославија. Тој е најдобар доказ и најдобра потврда дека и Велебит и Хростенау биле високи масони или високо котирале во масонската иерархија, и тоа веројатно многу полесно ги овозможило тие мартовски преговори каде е ослободена сопругата на Јосип Броз Тито, Herta Haas. Да разјасниме некои работи. Генералот Хростенау во книгата на Зоран Ненезич, кој е најдобар познавач на масоните и на масонството на просторот на поранешна Југославија, ако не и пошироко, има индици, информација дека генералот Хростенау бил масон. Има индици дека и Велебит бил масон и дека они по некоја масонска линија многу лесно можеле да искомуницират и лесно можеле да разговарат. Колку се точни тие информации, бидејќи станува збор за два големи играчи, две крупни политички историски фигури во еден момент. Iskreno da vam kažem, ja bih možda nešto trebao o tome znati, međutim nema niti kod Horstenaua indicija za njegovu slobodno zidarstvo, iako me to ne bi čudilo, ali nema niti kod Vladimira Velebita. Po svemu što bih ja od obitelji mogao čuti, ja nisam 100% siguran da je to bio slučaj. Međutim, to ostaje neodgonetnuto. To je možda istina. Međutim, znate, imate i onu poznatu epizodu da su u istoj masonskoj loži djelovali i general Augusto Pinochet i Salvador Allende, pa jedan s drugim nisu baš najljepše razgovarali. Како Ватикан ја организираше Октомвриската револуција со цел да биде срушена масонската династија Романови, како ја формираше украинската нација по истиот принцип како што беше формирана албанската нација, и како со помош на Сорос, Ватикан сакаше да насели десетица милиони муслимани со потекло од арапските земји на територијата на Источна Европа, и муслиманите тама да го прават она што го прават албанците на Балканскиот полуостров, постојано да бидат предмет преку кој ќе се генерират одредени политички немири и политичка нестабилност. Каква е врската, речеме, на Ватикан со большевиците? Pa njima je u interesu bio da formiraju bolševički pokret, da sruše vladara Rusije koji je bio pod kontrolom masonerije. I onda su falsifikovali protokole sionskih mudraca, gde su Jevreje optužili da oni stoje iza Rusije. Sigurno da su, pazite, nije samo u carskoj Rusiji, pa u Turskoj imperiji. Svi vladari, pametni vladari sveta su svoje lekare, ekonomiste, savjetnike imali među Jevrejima. Jevreji su najbolji stručnjaci u svemu.
Šta je sad problem? Turski sultan ima svog lekara koji je Jevrin. Pa naravno kad je Jevrin bolji lekar nego Turčin. Razumete? Tako isto ruski car. Ruski car će da uzme svoje savjetnike Jevreje kad su oni u svemu najbolji. Šta će da nađe Mongolce i tamo neke Sibirce? To je najbolje stručnjake. To je kod vi imate para, vi ste vlasnik fudbalskog kluba Vardar iz Skopja. I vi imate para. Šta vas briga da li će centarfor da bude Makedonac ili Rus ili Kinez ili Portugalac. Vi dovedete najbolje igrače da osvojite Ligu šampiona. Tako su radili vladari u svetu. I sad ovih su huškali, evo pogledaj, ruski car ima oko sebe sve Jevreje, oni su judeo-masoni i te priče. I pogledajte šta su oni napravili od Velike Rusije. Razvalili, napravili je, unazadili je 300 godina. I Vatikan gi formira, znači bolševicite. Tako je, pa Vatikan je formirao ukrajinsku naciju. Американците, ЦИА и одредени ватикански кругови го донесоа папата Јован Павле II на чело на ватиканската номенклатура или од 978 година. Неговата задача беше да работи на рушење на комунизмот и на некој начин пренесување на идеалите, на идеологијата и на влијањето на Ватикан до Москва и на целото оно пространство на поранешниот Советски сојуз. Na primjer, Beli papa je 79. godine dao signal za stvaranje novog svjetskog poretka. 79. godine. A 89. godine se tek počeo stvarati. 10 godina kasnije. 79. godina. Тогаш Јован Павле II. Tako je, Jovan Pavle II. A on je, znači, dao signal. A 89. godine je Gorbačov imao sastanak sa Davidom Rockefellerom 18. januara u Moskvi i te godine je zapravo odlučeno da se sruši Berlinski zid, da se digne takozvana gvozdena zavesa i od tada je počelo da se stvara ovaj fizički novi svjetski poredak koji mi živimo. On je uslovno rečeno u razvoju, s tim što su vladari Senke rekli novinarima, vi nemate pojma, već ono odavno funkcioniše. Ali u svakom slučaju mi živimo u vreme stvaranja novog svjetskog poretka za koji sam siguran da se neće dogoditi po njihovoj voli. Во таа своја колумна од пред 2 или пред 3 недели, која има напишано за Project Syndicate, Џорџ Сорос фрла дрва и камења на адреса на Ангела Меркел и ја смета како главен виновник на тој процес кој ќе доведе до растурање на Европската унија. Всушност Ангела Меркел е еден од трите главни играчи на тој нов светски поредок. Таа, Доналд Трамп и Владимир Путин со кого се во заедничка масонска ложа која се нарекува Голден Евразија. Тие ќе бидат трите клучни играчи кои ќе го редефинират новиот светски поредок. Интересно е дека Ангела Меркел во текот на минатата година имаше преживеано еден неуспешен атентат некаде на територијата на Австрија. Има нови закани, таа прави една нова сосема друга сайбер структура која треба да ја заштити од можни несакани последици, меѓутоа заедно со Путин, заедно со Трамп, тоа треба да бидат трите играчи на новиот светски поредок. И денес постојат тие силни шпекулации. И знаете што е Хитлер говори? Историски контраверзии дека за врската помеѓу Хитлер и Пие 11 папата, кој во времето на нацистичка Германија на чело на Ватикан. А то може да буде енигма за лjude кои не мисле својом главом, него верују у медијима, гледају филмове Велјка Булајиća, гледају холивудске филмове и слушају ове лажи. А луѓе кои знају Свето писмо, кои читају Свето писмо, кои прате историју, кои знају како систем функционише, они немају проблема да разумеју шта е позадина приче. Со помош на Ватикан и со помош на ЦИА беше работено на проект Четвртиот рајх. Во рамки на тој проект огромен број на луѓе со потекло од Источна Европа им беше возможено да емигрират во текот на Втората светска војна и после Втората светска војна на територијата на Соединетите американски држави. Во рамки на тој емигрантски бран беа и Џорџ Сорос и госпоѓата Медлин Олбрайт. Четврти рајх. Книга пред 10 години напишана од вас. Да. Ке се реализирали Четврти рајх. Третиот рајх беше Германија на Адолф Хитлер. Yes. Вие прогнозиравте дека некој сака да направи Четврти рајх. Што ќе биде Четврти рајх и може ли да биде реализиран? Он веќе постои. И со помош на Ватикан и на ЦИА. Па наравно. Најголем дел од овие нацисти од Третиот рајх заминуваат не само во Јужна Америка, туку во Северна Америка. Банкари, научници, луѓе кои стоја за овие ракети, за атомската бомба, значи целото ноу-хау, целото знаење, видите. Амерички свемирски програм е нацистички програм фон Брауна, односно
te general Kammler, koji je naravno važniji od von Brauna, jer je on bio komadant. Von Braun je imao čin pukovnika i upravljao je testiranjem letenja V2, V1. Taj general Kammler, SS general, je nestao. Videli su ga u Americi. Ги читате овие, нели? Ајде да речеме контраверзии околу Адолф Хитлер, неговата смрт или неговото бегство во Јужна Америка. Читам, како не читам. Де е убен? Никога, па нема доказа да е убиен. Па имате, он е побегao подморницом, тачно имате објавljena книга Сиви Вук, да имате детаљи, све историски како je on побегao u Argentinu. Pa Argentina bilo leglo nacista. Molim vas. De je ubili ga? Pa to nema nigde. Ali pogledajte mi ovo. Ko je objavio da je Hitler ubijen? Da je izvršio samoubistvo? Objavili su boljševici. A ko su boljševici? Pa jezuitski igrači. Sovjeti su objavili da je Hitler izvršio samoubistvo. Vi odmah samo tu vidite ko je tu laž osmislio, odmah znate ko stoji iza boljševika. Dobro, tие први влегоа во Берлин. Зборам за русите или большевиците. Oni su ušli i kao, Hitler je pobegao, imaju istorijski podatke, imaju njegove slike iz Argentine, imate svedočanstva, stotine ljudi koji su ga videli, koji su pričali. To ovi mainstream mediji ne objavljuju, razumete? To objavljuju ovako ljudi, lokalni istraživači, ali vi ako se ne pojavite u televiziji s nacionalnom frekvencijom, oni kažu, a ova priča neke gluposti, ko to veruje? Jer 85% ljudi neće da misle, a 10% su ovi filozofi, nešto što. Samo 5% ljudi misle. Oni se samo marginalizuju, nemaju prostor u medijima, razumete? Ovo što vi i ja sad pričamo, koga to zanima? To će malo ljudi da ukapira, većina će da nastavi da živi po starom. За крај, што не очекува светот во наредниот период? Дали можеме да очекуваме мирна или турбулентна разврска во наредните 5 или 10 години? Имавте доста катализматични, да речем, предвидувања дека не чека на стравична трета светска војна. Тоа кажавте половина сат пред ова да ве прашам во оваа емисија. Кои се вашите проценки? Што де факто ќе се случи во наредниот период? Vidite, u nauci postoji jedan domen koji se zove predviđanje u nauci. Vi ovde sad kad ste došli kod mene, s vama je došao jedan vaš saradnik, kolega koji puši duvan. Ja kao lekar i kao naučnik, ja njemu dam predviđanje. Znači, svaki treći pušač će da umre od raka. I vi kad znate kako sistem funkcioniše, kako deluje nikotin na krvne sudove, vi možete dati predviđanje. Vi ako znate istoriju sukoba onih koji vode svetske tokove, ako znate Sveto pismo, jer u Svetom pismu Bog rekao kako će da, jer Bog vodi sve, on to kanališe. Vi onda znate šta će da se desi. To se zove predviđanje u nauci. Ja nisam nikakav prorok. Ja samo na osnovu znanja, odnosno pre znanja mogu da kažem u kom smeru to ide. Pa molim vas, vi ne morate da budete pismeni. Pitajte nekog dedu tamo što čuva ovce na Šar planini, je li čiča šta misli šta će se desiti. On će kaže, vidi sinko, neko veliko zlo će da se desi. Znači ne treba mi da budemo mnogo pametni da vidimo da svet ide u kataklizmu. Razumete, ova jedna sila radi na tome da razbije Evropsku uniju. I to je njihovo legitimno pravo u toj prljavoj igri. Ovi se brane na sve moguće načine, finansiraju terorizam protiv njih, jedni drugima vade oči, kolju se. Znači, oni imaju mnogo moćnije naoružanje nego pre 70 godina. Ljudi su mnogo pokvareniji nego što su bili pre 70 godina i pred nama je svetska klanica, treći svetski rat koji će da bude strašno. Vi imate to i u Bibliji opisano, samo to ljudi ne čitaju, ko čita Sveto pismo. To samo popovi treba da čitaju. Pazite, Biblija je pisana za nepismene jevrijske pastire, to svako može da razume, to nikog ne zanima jer se to ne preporučuje se Harry Potter. Znači, šta treba pametan čovjek da uradi? Da prepozna ovaj tornado, ovaj tsunami koji nam se približava, da što pre se skloni u prirodni ambijent, nek radi posao u gradu dok može, ali da ima odstupnicu, da ima komad zemlje, da ima proizvodnju hrane, neki izvor vode, malo šume za ogrev, da imaš poretna drva. Dolaze, nisam ja neko ko to priželjkuje, ja to ne priželjkujem, ali ljudi hoće zlo. Pazite, ja sam lekar, ljude ne interesuje priča o zdravom životu. Ja nisam lekar konvencionalne medicine, ja radim privatno, ja sam lekar prirodne medicine. Jedini način da vi ozdravite, to je da promenite životne navike, jer čovjek je jedni organizam u prirodi koji je bolestan zato što ne poštuje zakone zdravlja. Kaže, doktor, mogu da ozdravim? Može, ali moraš da promeniš životne navike. Kaže, ako to treba i da se odreknem i ovoga i ovo, onda bolje da umrem. Znači, ljudi neće dobro, oni hoće zlo. I vi vidite da je to kompozicija koja ide u provaliju. Daj da iskočimo iz kompozicije, ljudi hoće zlo, hoće rat, hoće sukobe. Šta vi ja tu možemo da promenimo?
Možemo da živimo ispravno, da drugi vide da kažu eno, onaj tamo živi ispravno na selu. Ako to ne prepozna, ne mogu ja da sprečim nekog da skače sa 5. sprata i izvrši samoubistvo. Ljudi hoće da vrše samoubistvo cigarama, alkoholom, kurvanjem, drogiranjem. Ja ne mogu tu da promenim ništa, radim svoj posao. Ako je neko pametan da me pita za mišljenje, ja ću da mu kažem. Ako me ništa ne pita, neću ništa da kažem. Neću da se namićem da ispadnem neki sektaš, vidi ga ovaj vrbuje za svoju sektu. Ja ne vrbujem ni za kakvu sektu. Ja pričam o prirodnim zakonima, ko hoće, ko neće. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.